Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојде во новото издание кое го правиме во Хрватска. Шибеник е местото каде што ќе се случи лансирањето на новата Opel Corsa, која ја познавате веќе многу добро, бидејќи ја возевме неколку пати. Corsa има и свое електрично издание, но за жал имаме ембарго на објавување на било што во однос на овој автомобил се до март, кога ќе почне неговата комерцијализација. Но затоа имаме полно право да зборуваме за новата шеста генерација на Opel Corsa. Тоа ќе го направиме при крајот на денешното издание. А сега почнуваме со флеш вестите. Додека европјаните ги откриваат адутите на X-Ceed, Kia за остатокот на светот го намени кросоверот Seltos. Ги има истите димензии, но дизајнерски многу се разликува од него. Инспириран е од концептот Signature, покажан пролетва, од кој задржа скоро се во својот изглед. Вклучувајќи го и надмениот, но модерен преден дел, како внемаат другите модели на марката. Посебно пленат атрактивните full LED предни светла, кои го истакнуваат неговиот карактер. Задниот дел изгледа софистицирано, а пластичната заштита на подвозието дава влажен впечаток дека има теренски карактеристики. Бидејќи се работи за глобален модел, внатрешноста е едноставна, но со просечна просторност и сосема добро опремена. Благо истакнатата елегантност е дополнета со пар скапи опционални додатоци, како што се Bose аудио системот со 8 звучници. Во зависност од пазарот ќе се нуди со бензински и дизел мотори со моќност меѓу 116 и 177 коњски сили со мануелен или еден од трите типа автоматски менувачи. Погон на сите тркала е планиран само за Јужна Кореја, додека останатите ќе добијат електроника со 3 режими на возење. Освен во матичната земја ќе се произведува и во Кина и Индија, а цената во Америка му изнесува $22,000. Електрификацијата на возниот парк полека, но сигурно навлегува и кај нас. Се поголем е бројот на увозници кои храбро ги нудат хибридните возила, додека плановите за увоз на потполно електричните автомобили стануваат се погласни. Затоа, Автомотоклубот Примо и Автомагазин организираат тркалезна маса на која зема учество релевантни фактори, а минатата сабота ја украси првото рели на автомобили на хибриден и електричен погон. Државата ги игнорира, но јавноста не. Еколошките возила кои ги има во се поголем број полека и трпелово остануваат дел од нашето секојдневие. Дека е така, решија да покажат автоклубовите Primo Racing и Classic заедно со Автомагазин, кои ја организираат тркалезната маса на тема можности и перспективи за реална употреба на хибридни и електрични автомобили во Македонија. Одржана во Сити Мол Скопје, на оваа тркалезна маса земаа учество представници од градот Скопје од одсекот за сообраќај, Ева на Македонија, како и увозниците Порше Македонија и Мида Гранд Моторс. Низ интересна и конструктивна дискусија се отворија прашањата околу загадувањето, кој е резултат на сообраќајот во градот, но и користењето и популаризацијата на еколошките возила. Како што најави представникот на град Скопје, во следниот период ќе се работи на набавка на еколошки автобуси кои користат зелена енергија. Представниците на Ева на Македонија пак потенцираа дека бројот на полначи секојдневно расте. Капацитетот со можност од 22 киловат-часови е во рангот на полначи со мала моќност, но дека типот и бројот на полначите ќе расте со бројот на електричните и плагин хибридните возила. Увозниците сметаат дека во следната декада бројот на хибридни возила од двата типа и електричните возила ќе ги зголемуваат својот удел во пазарот, но за тоа покрај адекватната цена потребна е позитивна легислатива и инфраструктура.
Оваа тркалезна маса од учесниците оценета како одлична почетна иницијатива која треба да прерасне во почеста пракса со конкретни заклучоци и место од кое треба да се делува не само за популаризацијата, туку и влијанието за зголемување на еколошкиот отисок во сообраќајот. Исто така, ова беше увод во првото еко-авторели за електрични и хибридни возила во Македонија. Замислено како настан со спортско-рекреативен карактер, акцентот беше ставен на заштитата на природната околина и безбедноста во сообраќајот. Со поддршка на неколку наши импортери на возила, други компании и поединци, учествуваа 8 автомобили од 7 марки. 3 беа хибриди, 1 плагин хибрид, а 4 електрични. Веќе самиот овој состав кажува доволно за популарноста и позитивниот имидж што еколошките возила ги имаат во Македонија. Стартот и целта беа во Скопје Сити Мол, а рутата на движењето поделена на 3 етапи. Контролните точки беа на Средноводно и кај хотелот Хилтон, а по пристигнување се одржа и специјална временска етапа. Со оглед на карактерот на возилата, место со брзина, надпреварувачите треба да ја покажат својата вештина со прецизно возење и да поминат 100 метри за точно 15 секунди. За најуспешните на релито беа предвидени пехари и признанија, но победници всушност сме сите ние, бидејќи со зголемување на бројот на ваквите возила, воздухот што го дишеме ќе биде почист. Со цел да стане традиција, оваа манифестација која предизвика голем интерес во јавноста беше проследена со изложба на еколошки возила пред Скопје Сити Мол, на која сите заинтересирани можеа да се запознаат со нивните карактеристики. Освен во автомобилите, напредните технологии имаат голема улога и во зголемувањето на продуктивноста. Всушност, без нив денес воопшто и не е можно да се произведува. Најсвежиот доказ за тоа доаѓа од Марторел, каде Сеат го пушти во употреба својот нов контролен центар. Со него шпанскиот производител во реално време ја следи локацијата на повеќе од 16 милиони делови, колку што се потребни за производство на 2300 возила дневно. За тоа служи огромен екран поделен на повеќе површини, на кој е прикажана целата Европа и моменталната геолокација на сите компоненти. Бројките кои постојано се ажурираат покажуваат и кој дел за колку време треба да стигне во фабриката, алармирајќи на тој начин доколку дојде до некакво доцнење. Според зборовите на неговиот директор, вработените сега за неколку секунди имаат информации за кои порано им беа потребни часови и многу телефонски повици, и тоа дури откако ќе откријат дека се појавил некаков проблем во доставата. Поставувањето на новиот логистички центар, кој во Сеат го нарекоа контролна кула, траеше 26 недели. Дневно во него се обработуваат околу 200.000 показатели. Овозможува дури и купувачите да го реконфигурираат своето возило пред тоа да влезе во финалната фаза на производство. Спремен си? Еј, не! Документите се уништени, а немам веќе време. Имам копии дома. Ќе ми дадеш својата кола да одам по нив? Океј. Спремни да го пробате Peugeot 308 со стайл ниво на опременост и 1,2 PureTech мотор со 110 коњски сили. Сега во понуда за 15.990 евра. Quiz, query, try, spy, take cover, go for a swim, go on a whim, go outside in, and inside out. Look once, look twice. Follow a compass, not a clock. Never stop discovering. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус.
Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche Leasing пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Би сакал да ви се представам себе си во неколку зборови. Би рекол елегантен, единствен секако, секогаш самоуверен. Како мојот автомобил, новиот Kia Proceed, храбар потек. Некои сакаат тишина. Некои сакаат забава. Некои сакаат префинетост. Не. А некои комфорт. Некои сакаат практичност и се да им е при рака. Но сите сакаат хибрид и сите сакаат Corolla. Новата Corolla седан од 16.990 евра. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Ford Mustang припаѓа во класата на легендарни автомобили. Највисокиот менеджмент на синиот овал сака овој факт да го искористи до максимум, па затоа на првото возило на електричен погон што ќе влезе во продажба му го додели името Mustang со продолжение Mach-E. Рака на срце, подсетува на актуелниот Мустанг, но по вокација е спортско корисно возило со купеовска линија и 4 врати. После Puma, Ford го прошири своето семејство уште за еден кросовер, овој пат електричен кој ќе го дели името со Mustang. Додавката Mach-E треба да ги разликува, иако никој нема да ги помеша. Новиот модел има смирен, но доволно маркантен дизајн, инспириран од мускулестиот спортист, со кој ќе привлекува внимание. На предниот дел се истакнуваат витките LED светла, спортски нискиот браник и затворената маска. На неа го нема логото на Ford, туку пркосно стои познатото диво конче. Вториот пар врати одлично е вклопен во купеовски спуштениот покрив. Рачки немаат, туку ќе се отвораат со прекинувачи со сензори. Задниот дел со своите меко заоблени површини е модерен и тој најмногу подсетува на Мустанг. Во внатрешноста, скроена без многу естетика, на звучното име скоро ништо не асоцира. Се забележуваат два невешто вклопени екрани, еден место инструмент табла, а другиот на централната конзола. Предимензиониран, на него се подесува се во возилото, вклучувајќи го и клима уредот. Печатокот го потполнуваат проширените отвори на вентилација, модерната рачка на менувачот и панорамскиот покрив. Се мислеше и на практичноста и во Mustang Mach-E има доволно место за 5 напатници. Багажникот назад е со зафатнина од 400 литри, а во предниот дел се наоѓа дополнителен простор од уште 120 литри. Почитувајќи го името што ја стекнуваше славата 55 години, Ford го опреми овој кросовер со моќни електромотори. Објавувајќи ги техничките податоци малку конфузно, од нив се гледа дека Mustang Mach-E ќе биде на располагање во 5 верзии. Основната има погон на задните тркала, 258 конски сили и батерии за 450 км. Незината постилна варијанта ќе располага со 285 коњи и ќе има автономија од 600 км.
Слично е концепиран и моделот со погон на сите тркала, со тоа што кај него автономијата е нешто помала, но затоа помојната изведба има 337 коњски сили. Сите овие модели треба да се појават при крајот на идната година со цени кои ќе стартуваат од $44,000. Најмокниот Mustang Mach-E GT ќе пристигне на лето 2021. Ќе располага со 465 диви коњи, кои ќе го забрзаат до 100 км на час за помалку од 5 секунди. Батериите со гаранција од 8 години или 160.000 км може да се полнат на куќна мрежа или брзи полначи. Кога е приклучен на нив, Ford вели дека Mustang Mach-E за 10 минути ќе повлече доволно струја за поминување 93 км. Колку има вистина во ова, први ќе дознаат оние што ќе го нарачаат уште сега со депозит од $500. Именката Октавија има повеќе значења. Најстарото е поврзано со Римската империја и помладата сестра на првиот император Август, која била сопруга на Марк Антонија. Стар обичај бил 8-то родено дете, доколку било женско да го добие ова име поради заедничката основа во латинскиот јазик со бројот 8. Во западниот урбан речник има значење на згодна и убава девојка. И така натаму. Во автомобилскиот јазик пак јасно означува автомобил од средната класа кој доаѓа од млада Болеслав со секоја генерација поатрактивен и поопремен, со просторност водечка во класата, со висок квалитет и проверени технички решенија потврдени во останатите производи на Volkswagen. Од неодамна представена е новата генерација за која ќе мора да се стрпите до средината на идната година. Појавувањето на новата генерација на Октавија е значаен момент како за Шкода, така и за Чешка како држава. Затоа и нејзината премиера се случи во Националната галерија во Прага со звуците на тамошната филхармонија. Моделот кој трансформираше марката од млада Болеслав сега е поелегантен, поопремен и технолошки понапреден. И поголем секако. Октавија е долга 4,69, широка 1,83 и има меѓуоскино растојание од 2,69 метри. Уште малку па како Пасат, а во багажникот и поголем бидејќи во него собира точно 600 литри. Сето тоа значи дека пространоста и практичноста се задржани на познатото ниво, што впрочем покрај цената се и најважните карактеристики на Октавија. Изгледот е модерен и во согласно со најновиот дизајнерски правец на марката посебно напред. Двете предни светла технички прецизно се вклопени меѓу хаубата и маската која визуелно ја растегнува ширината на моделот. И задниот дел со своите чисти и остри линии изгледа интересно. Светлата малку наликуваат на скала, но во тоа нема ништо лошо. Складноста на силуетата веднаш оддава дека Октавија располага со одлична аеродинамика со коефициент на отпорот на воздухот од 0,24. Тоа значи помалку бучава при возење и поголема економичност, за што е задолжена серија нови и обновени агрегати. Понудата започнува со еднолитарскиот TSI со 110 коњски сили, кој може да се комбинира со блага хибридна технологија. Поголемиот 1,5 литарски има 150 коњи, а најсилен е дволитарскиот со 190. Има и дизели и тоа 3, со 116, 150 и 200 коњски сили. Екологистите ќе бидат задоволни со тоа што во Октавија ќе се вградува 1,4 литарски плагин хибрид со 204 коњи и автономија од чисти 55 километри. Од сето ова е јасно дека чесите уште еднаш се потрудија да ја унапредат Октавија, што се одгледува и во интериерот и опременоста. Ги нема повеќе аналогните инструменти, а скоро се во возилото се командува со допирање на централниот екран. Секој детаљ е добро вклопен, материјалите се повеќе од квалитетни, а целокупниот амбиент пријатен. Дотолку што одава впечаток на многу поскап автомобил, а колку точно ќе чини, засега не знаеме.
Како што најави, Volvo го представи електричниот XC40, а со него и ознаката Recharge, која во иднина ќе ја носат сите такви модели на марката. Ке ги има многу, бидејќи швеќаните очекуваат до 2025 година да сочинуваат половина од продажбата. И на вистина ќе биде така ако судиме според XC40 Recharge, кој доаѓа со два електромотора. Тие заедно на сите 4 тркала испорачуваат вкупно 408 конски сили, кои ќе го забрзаат до 100 км на час за 4,9 секунди. Како и сите идни модели, без разлика дали се бензин, дизел, хибридни или електрични, Volvo ја има ограничено максималната брзина на 180 км на час. Батериите со капацитет од 78 кВт, сместени во подот на возилото, му овозможуваат автономија од солидни 400 км. За полнење на 80% од нивниот капацитет на брз полноќ се потребни 40 минути, а на обичен 7,5 часа. Внатрешноста е позната од другите XC40 модели, со таа разлика што доаѓа со нов Google Android инфозабавен систем. Просторот за патниците изгледа нечепнат, а треба да се спомене и дека под предната хауба се на располагање уште 31 литар за багаж. Почетокот на продажбата е најавен за идната година, а за цените се шпекулира дека би стартувале од 40.000 евра. Добре дојдовте назад во Шибеник. Ова е Корса, првата генерација од 1982 година. Од тогаш до денеска направени се повеќе од 13,7 милиони примероци. А тука ја имаме и новата Корса која ќе ја возиме токму сега. Треба да го отклучам автомобилот и погледнете каков привезок за клучеви. Сигурно дека ниту еден маж не би сакал да има ваков привезок. Но, што е тоа? Отворањето на гепекот отвара простор од 309 литри. Во овој простор можете да сместите многу работи. Тој е зголемен за 15% во однос на претходната генерација. Денеска ќе ја возиме изведбата со 1,5 литрен турбодизел мотор, бидејќи токму овие мотори се и најинтересни за нашиот пазар. Па повелете во автомобилот со мене да видиме што ни пружа новата Корса. Шестата генерација на Корса ја дели основата со Peugeot 208. Вие бевте пред неколку емисии запознаени со нашите импресии од 208, а денеска ќе ги пренесеме импресиите за Корса. Во основа исти автомобили, но толку многу различни. Пред се дизајнерски. Корса има свој идентичен дизајнерски јазик кој е имплементиран и во шестата генерација. Да, Корсата сега станува по-спортска и по-атрактивна и наменета е пред се за хипстерите. Тоа се гледа и од внатрешното уредување на Корса, бидејќи не е направена скулптурално како што е 208-ката, но јасно дава до знаење дека внатрешноста има одлична ергономија и богата опременост со конективни и безбедносни технологии. Што се однесува до моторите, приказната се повторува со 208-ката. Испод хаубата има 3 бензински трицилиндерски мотори, кои имаат една зафатнина од 1,2 литри, но имаат 3 сили. Атмосферскиот мотор испорачува 75, додека турбашите се способни да развијат
100 и 130 конјски сили. Тоа е за оние подинамичните возачи и за нив ќе има исто верзија GS Line за да се подсетиме на условно речено легендарната GSI линија на Opel. Но ние се наоѓаме зад управувачот на 1,5 литрениот CDTI мотор кој работи сосема добро. Овие мотори се многу популарни на нашиот пазар, па затоа сакав поголемо внимание да му посветиме него. Од работна зафатнена од 1,5 литри, тој испорачува 103 конјски сили, кои се сосема доволни за едно лежерно патување и лежерно возење. Дизел моторот е впарен со мануелен 6-степен менувач, додека за љубителите на автоматиката обезбеден е 8-степениот менувач, но тој иде со посилните бензински верзии. Opel Corsa на македонскиот пазар би требало да пристигне во првото тримесечие на следната година. Може би некои примероци ќе стигнат и порано, но во поголем број за купувачите ќе биде тоа достапно од следната година. Внатрешноста на Корса има сосема поинаков пристап во однос на првиот брат Peugeot 208. Ја нема iCockpit таблата, но таа е дигитална и има можност за менување. Но видете го централниот гребен. На него е јасно дека има во автомобилот вградена висока технологија од конективни и безбедносни аспекти. Возењето и престојот во кабината е сосема добар, дури и предобар за вака мал автомобил. Се чувствува дека Корсата го има изгубено оној германски начин на конструирање на возило. Не е веќе толку тврда. Се чувствува дека е помека, но тоа е во рамките на амортизацијата и управувачот. Но морам да нагласам дека, иако е по-мека, Корса се уште ги има гените на Opel и Корса се уште може да се вози динамично, а без никакви поголеми проблеми околу држењето на смерот и при поголеми брзини. За жал цената не ја знаеме, но предпоставуваме дека Opel Corsa би чинела во својата најслаба изведба некаде околу 16.000 евра. Тоа е можеби голема сума на пари, но така е секогаш кога се промовира нов производ. Несомнено е дека Корса ќе има многу поклоници помеѓу купувачите. Главните нејзини атрибути, прецизна изработка, квалитетно подпирање и прецизно управување, како и економичноста, се големи атрибути во однос на модерните купувачи. И да не заборавиме еколошката свест на компанијата. Тие успеа да постигнат потрошувачка, односно емисија на CO2 од само 92 грама спрема новиот европски циклус на возење, а според WLTP тој податок е нешто повисок и изнесува 102 грама на километар. Како и да е, ова се добри показатели, а уште
посилни показатели ќе се појават кога во март ќе се појави и електричната корса, која ќе биде со радиус на движење поголем од 350 километри и се разбира дека ќе има нула емисија на издувни гасови. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Средечен поздрав од Далмација и се гледаме за 7 дена. Пријатно!